Почитувани слушатели на македонската радио програма 3 пати Z од Мелбурн. Се јавувам овде од Битола, од Широксокак, од Епинал, познати места за македонците од Битола и Битолскиот крај, и не само од Битола и Битолскиот крај, туку и од Прилеп, исто така и од Ресен, од Охрид. Нема кој не го знае Широксокак во Битола. Имено македонците од Австралија и од овде од Битола, Широксокак го викаат Australian Open. Затоа што македонците од Австралија доаѓаат во летото и тука се собираат на Широксокак. Задоволство ми е да најавам, почитувани слушатели, вие кои не следите на Фејсбукот и на YouTube, да кажам дека ексклузивно за македонската радио програма 3 пати Z од Мелбурн разговор ќе водиме со Анета Јумаковска, позната естрадна уметничка од Република Македонија, и не само во Македонија, меѓутоа Анета е позната и пошироко и на Балканскиот полуостров, и во Европа, па и подалеку Канада, Америка, а најмногу во Австралија. Добар ден и добре дојдовте на брановите на македонската радио програма. Ицо, добар ден, добро ве најдов и вие добро ми дојдовте во мојот роден град. Многу ми е драго што после многу време правиме интервју. Не знам кога било последен пат таму во Австралија, во просториите на 3 пати Z. 5-6 години. Точно, меѓутоа еве сега после толку време и аудио и видео. Така. Да ги поздравам пред се сите наши во Австралија. Ми е многу драго што еве преку Facebook ќе се, мислам, тие ќе ме видат мене, јас некоја наредна прилика кога ќе дојдам во Австралија. Драго ми е сепак што еве се видовме заедно со тебе, ќе се позборуваме малце, ќе откриеме некои новости. Така, вие секогаш бевте гостинка на македонската радио програма 3 пати Z во Мелбурн. Во Мелбурн сте многу позната како естрадна уметничка, Анета е позната навистина. Кои се вашите впечатоци од македонската публика во Австралија? Точно дека секое наше идење во Австралија бевме гости во твоето радио на наше огромно задоволство. Моите впечатоци па секогаш доаѓавме со нетрпение. Не знам, ете Австралија е еден голем предизвик за сите. Зборам за сите мои колеги, значи голем предизвик, многу убава земја пред се. Има што да се види, има каде да се прошетаме, каде да ги поминеме нашите денови кога нема концерти нормално. Концертите се за викенд, така да секогаш добро прифатени, многу убав народ, многу добар народ, жеден за музика, жеден за песна, за весели концерти, за се што е најубаво нормално, и секогаш доаѓаме со нешто ново, што да им понудиме на нашите таму. Многу ми е драго што ете многу наши македонци има таму во Австралија и има кои да не пречекат да дојдат. Така. Во животот секогаш имаме позитивни и негативни пресврти. Точно. Не е интересен ако немаме пресврти во животот. Нема зашто да се трудиме, зашто да работиме. Така, ние од македонската радио програма 3 пати Z се интересираме за вашата иднина, бидејќи ја знаеме вашето минато. Так. Бидејќи со години сте биле гостинка на македонската радио програма 3 пати Z. Поставам овие за кои не сакам да зборувам вас на радиостаницата, турбуленции што ги имавте изминатите 2-3 години. Сега излегуваме во јавноста со нови проекти, со нови идеи, со нова група. Нова стара група. Нова стара група. Точно е така, дека ајде да откриеме, откриеме секој човек има турбулентен живот, има и пресврти, негативни и позитивни работи, меѓутоа приватноста е таа што треба секој за себе да си ја чува и не треба многу да се шири во јавноста. Значи, сега се појавуваме како
како што кажав, нова стара група. Точно е дека после завршувањето на минатата група, еве да кажем, Ајде, не, Молика. прво да ги наброиме членовите на новата група и како ќе се вика новата група. Значи сакав После ќе се навратиме. спонтано да додам после тоа, значи почнав да наставувам со Да Капо. Така. Многу добри дечки, значи мило ми е што еве ги запознав пред се како пријатели, како луѓе, потоа како на професионален план и како колеги, се одлични. Значи одлучивме сето тоа да застани, меѓутоа не сега, се уште има време. Се уште имам работа со Да Капо, имаме договор дека се што е договорено за другата година дека се ќе се одработи, ние ќе си останеме пријатели, колеги и ќе се соработуваме, меѓутоа ете дојде тоа да се направи ваков пресврт, да се вратиме неколку членови од Молика, тоа се Зисо Пуровски, Александар Талевски, Карма. Чекај, Пуровски ви свири на армоника, така? Хармоника. Точно, армоника, Сајзер, Рубин Размовски и Вангел Мажевски. Рубин е на кларинет. На кларинет, значи еве да појаснам. Рубин кларинет, саксофон, гајда, дувачки инструменти, мајстор на дувачки инструменти. Александар Талевски, Карма на ударни инструменти, тапани. Зисо ни армоникаши на сајзери и бас сајзер, Вангел Мажевски. Значи имаме уште еден член што треба да се појави во нашиот бенд, меѓутоа сега не остане тајна. Стив. Ќе се видиме и Стив Штуревски, да. Стив Штуревски ни е, значи, еден од постарите членови. Уште еден, како што кажав, член ќе имаме, меѓутоа не остане Значи во практично тајност, ќе се видиме нормално пак. Има зашто да зборуваме. Практично да, истите луѓе сте во нашето Да, госте. истите луѓе сме. Истите луѓе сме добро познати во јавноста. Кај нашинците во Австралија, исто така и во другите земји, во соседните земји, во Македонија. Тие сме членовите, истите, само што имаме плюс. А како ќе биде името на новата група? Па како, ако не Или како што Анета... рековте, старо новата група? Да, кажав старо новата група затоа што сме тие Членовите, членовите сме членовите тие, се со тие. неколку измени. А името ќе биде Анета Лимаковска и незиниот бенд и бенд. Анета Љумаковска бенд. Да. Или незиниот бенд, значи тоа е уште, меѓутоа Анета Лимаковска ќе се стои во секој случај. Анета Љумаковска. Да. Вие сте сепак И бендот. Така. Ајде уште неколку зборови за нашите слушатели на Македонската радиопрограма, а и вие кои не следите на Facebook и на YouTube, кои ќе не следите и понатаму, да откриеме во вашата кариера колку албуми имате снимено или колку песни имате испеано до сега. Не зборуваме за оние преработени песни, меѓутоа вашите кои се оригинални Па песни. нема многу преработени песни на нашите цигиња, да кажем, или носеч на звук. Имаме 7 до 8 албуми снимени. И значи тука секој албум содржи по 7-8 песни, меѓутоа имаме многу песни што се снимени како сингл, не се ставени на тој носеч на звук. Така да бројката ицо не ја знам најискрено, многу песни се и ќе има уште многу. Ете сега се снимат нови песни за кои нормално ќе има и спотови. Веќе еден спот се сними за една од новите песни. Стопо Рихтер, која снимивме во Грција во Кавала. Следуваат уште спотови, уште снимања, работиме напорно, како со проби, така и со наши настапи. Одиме понатаму. Така, од кога планирате, при крајот на интервјуто, од кога планирате да се активира, да започне новата група Анета Љумаковска бенд? Планираме сега крајот на оваа година, декември месец. Планираме да излеземе јавно и да им кажеме на нашите дека ние сме тука, дека работиме и дека сме присутни и дека ќе се дружиме. И последно прашање за македонците од Австралија.
планирате ли или имате желба повторно да се вратите кај нас на нашите концерти? Желбата за Австралија никогаш нема да ми помине, да се разбериме, тоа е факт. Секој сака да дојде во Австралија, како што кажавте, една прекрасна земја која топло не пречекува секогаш. Нормално и ние сме оставиле лице за да видиме така пречекани. И затоа ќе бидете известени и Пицо и сите нашинци во Австралија кога ќе доаѓаме. Ќе има реклама, секако, така да што е побрзо, тоа. Така, ние од Македонската радио програма и нашите слушатели и нашите подкрепители ви посакуваме се најдобро и што поскоро да се видиме, додека се вратам јас во ноември или крајот на октомври во Австралија. После одма да дојдеме. Да, вие веќе да знам дека ќе имате турнеја низ Австралија. Ќе биде за брзо, значи тоа како што ти кажав ќе бидат сите известени, ќе се знае кога ќе доаѓаме, ние сакаме што побрзо да дојдеме, бидејќи еве не сме биле 3 години. Така да и ние сме жедни да ве видиме таму, а исто и вие. Ви посакуваме се најдобро во вашата кариера, онаму каде што застана и сега продолжи со нови бранови, со нови можам да кажам дека не застана никаде, само одиме право, само одиме напред и се трудиме да стоиме на цврсти нозе и да си ја гледаме работата и да го работиме тоа што најубаво го знаеме. Анета, благодарам многу што еве се одваживте, особено за Македонската радио програма 3x Z, ексклузивно да ги објавите овие информации за македонската јавност не само во Австралија, туку и ширум светот. Знаеш, Ицо, во секој време сме расположени да се видиме и интервју да направиме, така да не е никаков проблем. Многу ми е мило. Почитувани слушатели, разговор водевме со Анета Љумаковска, односно Анета Љумаковска бенд, на кој посакуваме се најдобро во иднина и очекуваме во најскоро време до Нова година и да се појават во Австралија, помеѓу македонците во Австралија, каде што Анета секојаш била пречекувана со расширени раце, со прегратки, со топли прегратки и преполни концертни сали. Ви благодариме.